Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа наша емисија ја посветуваме на предизвиците и потребите на глувите и наглуви лица. Овде со нас се Славица Стефановска од Сдруженијето, секретар во Сдруженијето на глуви и наглуви во Охрид, а воедно и директор на хотелот Дајан, и со нас е Александар Стевовски, председател на Сдруженијето на глуви и наглуви од Охрид. Добре ни дојдовте и двајцата, ви благодарам на издвоеното време. Ке си подискутираме за она, ево, нашата емисија да ја започнеме, Славица, со кои се клучните предизвици со кои што денес се соочуваат глувите и наглуви лица кај нас? Најпрво да ви се заблагодарам за поканата и да се заблагодарам што се сетивте на нас, на глувите лица и на нашето здружение, пајте да позборуваме и за проблемите и предизвиците со кои што се среќаваат глувите луѓе во ова современо време. Така. Навистина се многу и многу се различни, како и ние. Така. Да речем, луѓето кои што слушаме се наоѓаме на прагот на една нова ера, на едно ново време, во кое што ние по старите генерации некако се наоѓаме на некоја раскрсница и се обидуваме да се прилагодиме на промените, исто така уште повеќе е тоа во светот на тишината. Бидејќи се јавува некои исто и таму некои јасна генерација, каде што по старата генерација е воспитана и школувана во едно друго време. Така. И повеќе тие се снајдени со работа и од школување, го живеат животот на еден убав пристоен начин, меѓутоа пред младите луѓе се појавуваат многу предизвици, бидејќи се менува школството, се менува начинот на работа, се менуваат професиите, па така и глувите. Навистина, на глувите млади име, да речем, тешко да го фатат тој чекор, онака како што сакаат тие. Така. Александар Стевовски, јас се извинувам што имам проблем со презимење и со имења, секоја што ми се случува. Гордо може да кажеме дека има завршено машински факултет. Александар, како беше, тешко ли беше да се во образовниот процес? Кои беа главните предизвици со кои што се соочивте во текот на образованието? Први да ви се заблагодарам за поканата да дојдеме во оваа емисија. Чест ми е. Работам како председател на глуви и наглуви, имам завршено машински факултет, меѓутоа за време на моето школување навистина имаше многу големи проблеми, најмногу пред се во преведувачите, бидејќи немав преведувач за да ги следам предавањата. Бидејќи јас имам завршено средно образование, машински техничар, меѓутоа средно образование за глуви лица, ми беше малку полесно, бидејќи беше поврзано со машинскиот факултет, меѓутоа многу ми е жал, бидејќи немав толкувач во текот на школувањето и навистина ми беше тешко. Како се снаоѓаше? Еве, Како Славица, се снаоѓаш? Како? Без преведувач? Без преведач. Имав една колешка на факултет со која што заедно учевме, и јас ја научив на знаковен јазик и на време на предавањата таа ми ги преведуваше предавањата или ми помагаше во решавањето на задачи. Имавме една многу убава корелација меѓу нас и многу други колеги и колешки кои што ми помагаа во факултетот. Меѓутоа, за жал, од страна на факултетот и од страна на државата апсолутно немав никаква помош во поглед на преводот или било што друго. Тоа беше единствениот проблем кој што ми беше во образованието. Најважен, главен и единствен. Секоја чест. Секоја чест, браво, Александар. Славица, кои се клучните проблеми во образованието? Еве, слушнавме дека нема толкувачи. Како тоа дете да следи образовен процес? Што вели законот? Законот е еден, стварноста е друга. Пред неколку години образованието на глувите беше сосема поинакво и јас отворено ќе кажам дека не сум воопшто присталица
на ова образование, инклузивно образование, зборувам како човек од пракса. Значи, ова е мој личен став, меѓутоа став и на сите мои колеги од Сдруженијата на глуви, па и на Сојузот на глуви, дека предходното на образование, кој што го имаа глувите лица, еве, Александар е сведок на такво едно образование, каде што од самата детска возраст глувите дечиња беа упатувани во специјални образовни школи, каде што сите учители или цела програма се одвиваше на знаковен јазик. И децата од мали се учеа на знаковниот јазик и сите предмети, например, во школото во Битола, основното училиште во Битола, беа на знаковен јазик. Дечињата што учеа тука беа глуви. Понатаму продолжуваа во средно образование Партенезоградски во Скопје, каде што исто така сето тоа беше на знаковен јазик, значи комуникацијата во образованието не беше никаков проблем. Тоа беше многу една успешна приказна. Еве, Александар е резултат на една таква успешна приказна и моите вработени во хотел Дајан се школувани во таков вид на образование и навистина се прекрасни луѓе, остварени во животот. Денеска не. Денеска со ова инклузивно образование, значи глувите дечиња влегуваат во редовни паралелки, некои имат и образовни асистенти, меѓутоа, ќе кажам вака, секојаш го кажувам ова, допрева ќе има изгубени генерации. Звучам сурово, меѓутоа, верувајте, зборувам како човек од пракса, образовен асистент. Меѓутоа, што може образовниот асистент да му помогне на едно глуво дете? За еден курс. Значи не е курс. Може да е дефектолог, секоја чест. Меѓутоа, дефектологот е исто како општ лекар. Значи, ако вие сте болни и имате проблем со срцето и одете на матичен доктор или на обичен, што може докторот да ви направи? Вас ви треба кардиохирург, значи ви треба специјалност. Исто така и дефектолозите. Да, дефектолог, меѓутоа тоа е многу општо нешто. На глувите дечиња му треба некој што го зборува знаковниот јазик, меѓутоа што го зборува професионално, некој кој што ќе го научи на знаковниот јазик, првен детето да го научи, зашто кога дете на здрави родители, то не може да го научи правилно знаковниот јазик, исто како македонски литературен јазик. Значи, најпрвен треба детето да го знае знаковниот јазик, образовниот асистент да го знае знаковниот јазик, со таков образовен асистент, глувото дете немам ништо против, да, ќе има успеси, може да се образува во една училиште, во редовна паралелка, бидејќи нема да сметат нити на останатите дечиња. Верувам дека покрај него и другите дечиња ќе ги научи основите на знаковниот јазик, исто како што Александар тоа го направил за време на факултетот. Своите колеги ги научил на основите на знаковниот јазик, па му помогнале и настанале пријателства за цел живот. На тој начин, да, такво инклузивно образование, да. Меѓутоа, како сега што е, не. Имавме во повеќе наврати разговори дури со Министерската за труд и социјала, меѓутоа, некако како решенијата да ги прават по некој европски терк, некој европски проект кој што турка да го направат, а нашето општество не е спремно за тоа. Значи, првен подготвено го образованието. Значи, образовни асистенти. Меѓутоа, образовен асистент за шо? За да седе до детето и да му вели немој биде мирен или вака или така. Требаме да бидеме свесни, еве, доаѓа не се сложуваат. Мислам се на ваш став, голем дел и научната фела. Не се согласува, вели не сме подготвени за инклузивно образование. Јас сум човек од пракса. Значи, првен да се направи основата. Не е нашата држава толку богата, за да секое дете со попреченост има свој личен асистент или образовен асистент, кој што образовен асистент, некој што ќе му се одговара на потребите, кој што ќе е специјализиран за потребите на детето. Дали тоа ќе е за слепо дете, дали ќе е за глуво дете, дали ќе е за аутистично дете или некоја друга попреченост. Значи, навистина многу прескокнавме
и ми се чини дека пак ќе се вратиме на старо. Јас не сум за тоа, извинете, малку подолга ќе сум, меѓутоа мислам дека ова е едно од најважните прашања во образованието на глувите деца, а верувам кој што ќе ме слуша дека во образованието на сите деца со попречност, дека ми простат родителите, можеби нема да се согласат со мене, делувам можеби сурово во зборот, меѓутоа животот ќе покаже дека сум во право. Да, образовни асистенти, не мора да се вратиме на она старото, децата да бидат сместени во интернат. Сега е друго време, родителите се повеќе приврзани, некое модерно време, меѓутоа може да се најдат модули како да функционираат таквите училишта, дали со некои автобус училишен ќе одат и ќе се враќат, па Битола не е преку свет, или некои регионални центри, општински, каде што во зависност од попреченоста ќе имат и такви предавања или такви стручни лица, кои што ќе му предаваат на начин кој што одговара на попреченоста на детето и на вистина од него ќе израсне една успешна, возрастна личност кој што ќе си го грабни животот и ќе си го живее во полн сјај со своја професија, со свој живот, единствено што ќе можеби различен заради попреченост. Меѓутоа на рамноправно ниво, а вака не сме рамноправни. Не сме. Образовен асистент, да, не сум против образовните асистенти, меѓутоа мислам дека треба да има специализација на нив. Така, сега сакам да го прашам Александар, како изгледа еден негов ден? Значи, со кои предизвици се соочува ако треба денес да излезе од дома, да оди на кафе, да прошета низ градот, знаеме дека ниту улиците не ни се прилагодени. Повели Александар. Да се заблагодарам на Славица што зборува за инклузивното образование. Навистина е точно сосема се согласувам. Образовен асистент. Треба да има асистент едноглаво дете. Или ако има образовен асистент кој што е и за глувото дете и за некој дете со друга различна попреченост, како ќе се разбираат? На глувото дете му треба знаковен јазик, изборување со знаци. На слепото дете му треба нешто друго, му треба браево писмо. Како образовниот асистент ќе се снајде со таква различна попреченост? Како тие деца ќе се развиваат во иднина? Како? Образовниот асистент останува само да рече седи мирно, молчи и не смете на час. Во иднина како ќе живее кога ќе заврши училиштето? Како тие деца ќе живеат? Мислам дека тоа не е добро. Јас немам против образовните асистенти, меѓутоа треба да имаме квалитетно образование каде што глувите ќе се учат на знаковен јазик, слепите ќе се учат на браево писмо, аутистите ќе се учат нешто што им одговара на нив. Значи не може да има еден образовен процес за сите деца со попреченост. Тоа не е големиот проблем во образованието. Треба да се измени образовниот процес ваков каков што и да се поправи. Во иднина ќе видиме како ќе е тоа, меѓутоа ние ќе се бориме за да има промени во образовниот процес. Тоа не е големиот проблем. Сега да зборувам за мојот ден. Јас имам глуви лица кои што ми се моје друштво, имаме комуникација. На работам со луѓе кои што слушаат, меѓутоа немам проблем, си комуницираме. Сега, навистина ми треба толкувач понекогаш. Кога ќе одам во јавна установа, на лекар, нешто што е полесно, нема проблем, можам да се разбирам во комуникација. Меѓутоа, кога ќе не имат некои тешки ситуации или некој проблем, навистина ми треба толкувач кој што ќе ме преведе точно или другата страна ќе ја преведеме точно. Ова е проблем на сите глуви. Дека навистина во некои ситуации им требаат преведувач. Тоа не е најважниот проблем. Преведувач за некои ситуации во секојдневниот живот. Глувоста мене воопшто не ми смета. Еднаков сум со сите други што слушаат. Никој не ме гледа посебно, сосема нормално е.
Браво, Александар, навистина ме воодушеви со одговорите. И сам го спомнавте образованието и сакам да прашам, Александар учеше во специјална паралелка, каде што Не имаше... специјална паралелка. Какво образование имаше тој и како тоа се разликува од ова денешното? Го споменавте, денес се трудиме да имаме инклузивно. Него, во какви паралелки учеше тој? Не паралелки. Значи, Александар е дете на глуви родители. Добро. А децата на глуви родители имат поинаков пат од децата на родители што слушат. Нивниот пат е многу полесен и полесно трасиран. Бидејќи глувите родители, тој има глуво дете исто како нив и уште од самите почетоци почнуваат со третмани на аудиорехабилитација. Добро. Потоа Александар има завршено основно училиште во Битола, во Кочорацин. Тоа е специјално училиште за глуви деца. Така, значи специјално. А потоа средно образование има завршено во Партенија Зографски и тоа е специјално училиште за глуви деца. И сега да ве За прашам, глуви Славица, денес глувите деца кај нас одат во редовно образование, веќе се вклучени така или Да, ми се чини дека започна тој процес на инклузија? Да, дека во школото во Битола се останати многу малку деца кои што веќе го имаа претходно почнато тој процес и го завршуваат, меѓутоа се работи за многу мал број. И во Партенија Зографски и во Битола, Кочурацин во Битола сега се трансформира во ресурсен центар за образовни асистенти, така да тие училишта полека замираат. Не знам каква ќе има иднината, дали некако ќе се трансформираат, меѓутоа посебно родителите кои што слушаат, тие мислам нема воопшто не доаѓа во прашање, тие своите деца ги запишуваат во обични училишта, додека глувите родители се уште сакаат нивните деца да се образуваат во специјални училишта таму каде што го завршиле образованието и тие. За среќа, глуви деца на глуви родители се помалку има, бидејќи некои од причините за глувоста веќе со вакцинацијата се отстранети, така да сега има глувост, меѓутоа глувост од некои други причини. Така. Александар, како млад, образован човек, кажа дека не чувствува хендикеп и тоа навистина ме воодушевува колку е позитивен. Сакам да го прашам, дали спомена дека има своји пријатели, исто како него, со кои што лесно комуницира. Дали некогаш, ете и како помлад, дали чувствувал социјална изолација, комуникацијски предизвици, влегуваш во продавница, не можеш да испазариш или нешто такво. Верувам денес си зрел човек и тоа не го чувствуваш, затоа и така и го кажа. Ево дали имаш пријатели кои што не се како тебе, па се чувствуваш како социјално изолиран? Не. Овде нема дискриминација, не. Не, гледам дека глувите воопшто не се исплашени од светот. Не, воопшто не се случува никако дискриминара. Браво си. Например, ако може да комуницираме, значи во ред комуницираме, меѓутоа таму кај што не можеме, ќе напишеме и многу лесно се разбираме. Не е лошо. Така, ќе им напишете тоа што... Некои читаат од усни, некои што малку повеќе се осетливи, малку. Ако зборувам пополека, ме разбираат исто како што и јас. Ако некој со кој што сакам да комуницирам или да се разбереме, ако зборувам малку пополека, ќе прочитам од усни и многу лесно може да се разбереме. Ако не ни е јасно, ќе напишеме еден на друг и ќе се разбереме. Јасно е. Браво. Не можам да разберам, нема нити социјална исклученост, нити дискриминација. Браво си. Без дискриминација. Јас не гледам во нашето општество или во околината кај што живам дека имаме дискриминација. А дали бидејќи улиците не се обележани, па не може тој да се води од звук, свирки, автомобили, дали во тој сообраќајен хаос се почувствувал исплашен од тишината по улиците? Си се движи по улици без проблем.
порано вели кога немаше вести за глуви, кога немаше на телевизија никакво превод или комуникација на вести на едно друго и не се информиран, меѓутоа се во поново време со комуникацијата, со интернетот, воопшто не е никаков проблем да возиш бидејќи претходно си информиран. Само што треба да кажеш дека малку пополека да е комуникацијата, меѓутоа и возењето не е нешто тешко бидејќи ја знаеш ситуацијата по улиците каква е и воопшто тоа не е предизвик. Браво. То вози ти странство и секаде како човек патува. Браво на патува така да. Честитам. Браво Александар. Славица, сакам да те прашам, дали оваа категорија на граѓани се соочува со дискриминација при вработување? Сами споменавте дека имаме луѓе образовани, квалитетни, своји луѓе, рековте на почетокот. Дали нив им е лесно да пристапат, да се вработат, вработувања? Има ли во државните институции за нив место? Има ли привилегии некакви? За приватниот сектор има ли за посебни компании кои што им дозволуваат? Се чувствува ли некоја дискриминација на ова поле? Не. Јас не наоѓам дека има дискриминација. Бидејќи глувите исто како и другите кои што се слушаат, при вработувањето и изборот на професијата во мал град се ограничени можностите. Меѓутоа, јас стално велам на младите, посебно во моето здружение, истото важи за другите млади. Ако сакате да имате подобра работа, тогаш морате да се образувате. Значи, општ работник е општ работник и секаде платата иста. А образованието не мора да биде факултетско образование или нешто, меѓутоа научите занает, специализирајте се во вашиот занает, отворите свој бизнис, бидете нешто свое. Значи, ако немате образование и ако немате никаков занает, тогаш работата ќе ви е обична и платата ќе ви е обична. Меѓутоа, за среќа со постоењето на заштитните фирми, тој проблем кај глувите лица се надмина, бидејќи сите глуви лица се работоспособни и сите се вработени. Во моето здружение јас со гордост кажувам дека најголема гордост ми е што немаме ни еден социјален случај. Значи сите си работат и од својата плата се го живеат својот живот. Сега можеби не се задоволни со платата или нешто, меѓутоа борба за живот кај сите е иста. Сега, убаво е кога би можеле младите да, и тука многу сакам да се заложам јас, да ги сменат професиите, да не се тоа едни исти професии кои што старите глуви ги има, посебно во средното образование, да можете тие да фатат чекор со овие модерни професии во смисла во IT секторот да се вклучат едно друго, зошто да не, меѓутоа тоа е сега предизвик, да речем, како младите да се вклучат во тој во тие професии, во тој сектор кај што има и поубави плати, меѓутоа пак тука доаѓаат проблем образованието, недостигот на преведувачи, бидејќи за да се надгради или да се заврши некој таков IT курс, меѓутоа специјален, то не е се обичен курс за да се вработиш, сигурно ќе нешто тоа посовремено или нешто, ќе треба преведувач кој што исто така е спремен како тој стручен дел да го преведи, а друга страна пак и младиот глув треба да има некоја интелектуална наобразба, да е на одредено ниво, за да може за сето тоа да го следи. Јас искрено се надевам, а и отворена сум на вистина да помогнам ако некој од моите млади глуви покажат интерес во таа насока, малку да го смениме она секојдневие и да одиме некаде во таа насока. Јас ги гледам овие младите амбициозни глуви во таа насока како Александар, да бидат образовани, да си го грабнат животот во свој раци и да го живеат онака како што сакаат. Одлично, многу убаво. Александар е вработен. Би сакала да го прашам дали е задоволен од работата. Не зборуваме за плата и никого не сакаме да никој не сме задоволни од платите ако зборуваме за тоа во нашата држава и така натака. Него дали е задоволен од секојдневието? Дали планира да се надградува? Дали би менувал професија? Дали би сакал да оди на некое повисоко ниво? Што конкретно сега работи? Не мора фирми да спомнуваме, не мора ништо, значи.
Среќаш што сите глуви се вработени. 98% од сите глуви се вработени. Браво. Се штетени се од прековремена работа. Јас работам во леарница. Јас сум вработен, би сум задоволен од својата работа. 8 години веќе кај што работам и воопшто немаше никаква дискриминација. Рамноправен сум со другите што слушаат. Можам да работам. Има многу другари што живеат во обителя и сами се отворија свој бизнеси, значи глувите можат и сами да работат. Еден нов развој на младите глуви. Може да работат сами како предприемачи, може да работат во некои фирми, да се отворат свој собствен бизнис ако имат идеја. Среќа има многу глуви кои што се вработени. Социјална помош глувите воопшто не земат, сите се вработени. Јас многу се радувам што глувите се вработени и сакам да им е подобра еднината. Воопшто не е лошо. Само треба малку да се промени законот. Посебно вели не ми е јасно како и не е фер законот, мислам дека овде треба да се поправа, каде што јас како глув и другите глуви одиме во исто време во пензија како оние што слушаат. Сепак сметам дека глувите, за разлика од сите други инвалиди, работат и кога ќе го завршат работниот век, дека треба да се пензионират малку порано. Не е да имаат некој бенефициран стаж. Меѓутоа, не само што немаат бенефициран стаж, јас ќе се надоградам на Александар, бидејќи тоа е прашање кој што јас и Александар многу сме заложени во иднина и се бориме преку нашиот сојуз на глуви на Македонија и нашето здружение го актуализираме пред сите институции, пред Министерството за труд и социјала и со сите министри. Баш разговараме на таа тема, колку не ни е фер законот и сметаме дека тука мора, посебно во законот за пензионирање, да се направат промени. Бидејќи, видите, тие се лица со инвалидност повеќе од 70%. Цел живот работат. Значи, апсолутно ништо не е кошта државата, тие сами се заработуваат за себе. Меѓутоа, ако ќе дојдат некои години за пензија, тие се рамноправни со сите. Не е фер. Некои од нив почнуваат со работа на 18 години. До 64 години за маж. Знаете колку години се тоа? Многу. 46 години. И сега, ако вие уште, па и повеќето од нив, работат некоја физичка работа, мислите дека на 64 години, со 46 години да работите, дека ќе сте продуктивни, дека здравието ќе ве држи толку, една инвалидност имате, сепак со текот на годините, покрај вашата, покрај нивната основна инвалидност, ќе се појават и други болести кои што си идат нормално со староста едно друго. И сега, од една страна инвалид и болест и остануваат на работа. За жал, нашето здружение со многу такви проблеми се соочуваме, бидејќи ние сме здружение кои што имаме така постари членови и сите се пред пензија или некој кој што се пензионира, еве конкретно да кажам за некој од мојата фамилија, мојот војко беше вработен на 18 години и 64 години, имаше веќе 44 години стаж и ќе дојдеше во здружение и ќе речеше, ама јас повеќе не можам, значи преработен сум, истуштен сум, глув сум цел живот, Славица, сакам да одам во пензија. Јас како да му објаснам, ама законот е ваков, законов е таков, не е фер, чекај да направиш 64 години. Од друга страна ги разбирам тоа проблеми за работодавците, бидејќи тие мора да држат на работа или да ги испуштат, бидејќи реално не можат на таа возраст да бидат работоспособни или да си извршат својата работа. Тука е навистина проблем во законот. А вие имате поднесено таква иницијатива како сојуз? Иницијативи со години се бориме со тоа, меѓутоа треба да има некој бенефициран стаж, наместо една година и пол да се брои. Бенефицираниот стаж постои или старосната граница. Постои во законот, меѓутоа никој не го применува. Да зборам од страни на работодавците. Кој работодавац би вработил лице со глувост, во рете, работи се, меѓутоа од економска гледна точка тој треба да плати придонес многу поголем за него, за да оди тој порано во пензија и никој не е заинтересиран. Тогаш ќе земе некој што е здрав,
Така. и нема да имат повеќе, Точно, да речеме, од давачки. лева повеќе давачки, така да тоа не е решение. Порано во бивша Југославија беше решено со бенефициран стаж и беше многу убаво, бидејќи не само 3 месеци што им се зголемуваше стажот, туку тој бенефициран стаж се одбиваше од нивната возраст. Така. Така да, ако имаше 3 години бенефициран стаж, од 64 години, 3 години ќе ви одбие и на 61 ќе отидевте во пенсија. Сега, како тоа ќе се реши, ние со Александар иницијатива имаме кај сите министри, еве последно кај министерката Јованка бевме на неколку пати, мислам се сретнавме, разговаравме дека најголем проблем на глувите луѓе сега е одењето во пенсија. И не само на глувите луѓе, на сите инвалидни лица кои што работат. Така. Не е фер овој закон, не можеш ти да го живееш животот како инвалид и Да се рамноправен од друга страна во... а од друга страна во Така. пенсијата. Треба државата да најде некој модул како тоа да се реши. Јас би рекла да се намали возраста на кој што би заминале во пенсија во Србија. Тоа е вака решено. Ако 35 години жена си ги одработи, тогаш тие заминуваат во пенсија без разлика на која возраст. Така. Значи, ако почнала од 18, значи на некој си го одработила работниот век. Не знам зашо нашата држава некако не при разлика дека некој си го одработил својот работен век и дека навистина треба да се замени заслужено во пензија и да си го проживее својот пензионерски ден. Верувам дека ќе успее. Тоа доправа е нешто што битка, една битка предизвик во која што верувам нема да отстапите и дека ќе успеете. Сигурно нема да отстапиме, меѓутоа уште поборбено. Така. Пред да преминеме на останатите прашања и теми, јас сакам да кажам дека ние овде во ТВМ ја имаме нашата Лора Лазаревска. Таа е врската меѓу звукот и тишината. Лора веќе 14 години е сертифициран толкувач на знаковен јазик во дневникот на ТВМ, а од годинава и на дебатната емисија Прашалник. На нејзини 16 години станала дел од Охридското здружение на глуви и наглуви, го научила знаковниот јазик. Во продолжение би сакала да погледнеме на нејзина куса изјава за оваа благородна професија. Да се биде толкувач на знаковен јазик е навистина многу убаво чувство. Јас оваа професија ја работам 15 години. Што е толкувачот за лицето со оштетен слух? Многу важна алка, затоа што ние сме мостот помеѓу светот на тишината и луѓето кои зборуваат и слушаат. Ние со наша помош како толкувач им помагаме на лицата кои имаат оштетен слух полесно да воспостават комуникација со луѓето кои што зборуваат и слушаат. На тој начин лицата со оштетен слух добиваат информации кои им се потребни и им даваат информации кои треба да ги слушнат лицата кои слушаат и зборуваат. Најчесто глувите лица, како и сите ние, имаме потреба од здравствена услуга, од суд, значи во сите институции кај што треба да има лице со оштетен слух, ние сме како толкувачи таму заедно и им помагаме во самата комуникација. Се враќаме повторно во емисијата Прашалник и ќе продолжиме сега со тема здравство. Славица, какви се здравствените услуги? Дали кои се предизвиците со кои што глувите и неглувите се соочуваат при добивањето здравствени услуги? Мислам дека ова прашање треба да го одговори Александар, бидејќи тој на своја кожа го има осетено тоа или да речем семејството едно друго. Тој ќе ви даде поубав одговор. Јас само на кратко ќе кажам дека живееме во мал град каде што сите се познаваме, така да јас генерално сум многу задоволна од односот со, да речем, соматичните доктори едни и други, каде што моите глуви се пациенти, па некош ако не може да се разберат, ќе ми се јават мене, некако... Ким помогнеш така? Многу ме разбирање, меѓутоа верувам дека во големите градови тоа не е случај. Сепак мислам дека Александар побаво ќе одговори на ова прашање. Повели Александар.
Јас немам проблем, бидејќи својот матичен доктор си го познавам цел живот. Тој многу убаво ме разбира, комуникацијата не е супер и немаме проблем. Ќе ми напиши тоа што е, ќе ми даде упот за специјалист или можам нешто што не разбирам да му напишам, тој ми пишува мене, ме прегледува, не е проблем кај матичниот проблем. Еден проблем е, проблемот, например, не беше многу голем кога беше короната. Многу голем проблем. Бидејќи сите доктори и сите медицински лица носеа маски. Ако не го гледаш човек во уста, не можеш да го преведуваш, не можеш да го разбереш, па моравме да замолиме да ја тргне маската или да напиши. Тогаш во короната навистина имавме многу проблем во здравството. Тоа не беше најголем проблем. А друго, кај матичните доктори, посебно во нашиот град, немаме проблем. Треба малку повеќе објаснување. Само проблемот, например, е, може би во објаснувањето, кога се користат апчиња, дали пред јадење, после јадење, може би во тој дел, меѓутоа за друго не, нема проблем. Нема проблем. Баш ми е драго. Ајде околу пристапот на информации. Медиумите денес воведуваат полека, воведуваат толкувачи на знаковен јазик. Ние кажавме се имаме нашата Лора, таа го толкува Деневникот, специјалното издание на Деневникот, па така се трудиме да бидеме подостапни за оваа категорија граѓани. Еве, од годинава и емисијата Прашалник. Кажете ни, каква е пристапноста на информациите? Законот вели дека сите медиуми треба да имаат барем едно издание кое што ќе биде наменето за оваа публика. Јас ќе кажам кратко, а потоа ќе му го препуштам на Александар, бидејќи тој најубаво може да го каже, меѓутоа вака од мој искуство во здружение, навистина секоја чест на вашата емисија, ние сме многу благодарни бидејќи вие бевте пионери во Македонија во воведувањето на вести на знаковен јазик. На вистина сме многу задоволни бидејќи тоа е нашата стварност. Ние во здружение во четврток, кога ни е ден за дружба, го пуштаме вашиот дневник и дискутираме што се случува во градот, дали го виде ова, дали е вака, дали е така и навистина сите информации од градот ќе разбираме токму преку толкувањето на вестите. Так. Едно нешто што и еве се ова емисија Прашалник и на националните вести почнуваат има превод на сите вести, меѓутоа нешто на кое што се жалат моите членови е не мора секогаш да има толкување, меѓутоа интересни филмови овие сериите, тие сакат да ги гледаат, меѓутоа сега со ова титлувањето веќе го нема, а тие го гледаа филмот која ќе има титул од оздола. А сега со синхронизацијата навистина се случуваат со проблем и тие сакат ко секој навечер пред телевизор да погледате некоја серија, да се насмеете или малку секојдневието да видите, меѓутоа гледаат, а не може да разберат ништо. Зошто не се врате барем на некои убави филмови или на некои серии да се врати титулот? Треба да поднесете за тоа иницијатива. Затоа поднесовме иницијатива до сите телевизии, меѓутоа кој секаде во нашето општество, ако има некој тренд на синхронизација, тие се го терат тоа. Ние сме некоја мала група која што очигледно не ни се прифаќаат барањата. А не е многу. Зошто да нема титул? Од остола. Па така ги учевме јазиците. Така. Ќе го слушнеш јазикот, ќе го прочиташ и ќе научиш. Синхронизација на македонски јазик од Агенцијата за аудиовизуелни чинам беше тоа и од тогаш некако се смена. А навистина гледате ево. Навистина е потреба. Потреба, точно. Еве јас слушам, но мене лично многу ми смета и не ги гледам оние серии кои што се синхронизирани. Јас не можам да сватам еден исти глас, сите глумци да ги слушам со тој глас. Сепак глумата е и изразот на лицето и телото, меѓутоа и бојата и висината на гласот. Ова нема врска со здружение на глуми, меѓутоа глумата е комплетен производ и сега тој комплетен производ вие ни го пресекувате и затоа јас не ги гледам тие емисии кои што немаат. Исто како и моите глуви членови, значи оние серии, емисии кои што немаат титул, не ги гледам. Ајде Александар да ни кажи во однос на
ова прашање во однос на медиумите, застапеноста, достапноста на знаковниот јазик. Да се заблагодарам на ТВМ. Колку години имате толкувач на вести? Секој четврток пуштаме и сите, толкуваме што има ново, што се случило во градот, гледаме, па дискутираме меѓу нас, ако нешто не е јасно, па си продолжуваме со дискусиите и со објаснувањето. Исто и дома, кога имам слободно време, си пуштам вести да видам што има, што се случило, сакам да бидам информиран ко секој човек. Меѓутоа тамо најголем проблем се токму информациите. Среќа што има сега модерни телефони, па можеш да прочиташ вести преку интернет, меѓутоа имаше времења кога само вашата емисија ни беше прозорец во вистината, во иднината и она што се случува. Мене ми е жал, има проблеми. Нешто, например, брзо треба да се одвести, да се разбери порано дали некој се случило земјотрес, пожар или нешто. Ние глувите не можеме да дојдеме до таква информација. Тоа беше проблем како порано. Или сега, еве, како да викнам брза помош? Или полиција, или пожарна, не дај Боже. Како да се јава? Моето семејство е глува. Тоа е многу голем проблем кој што треба да се реши. Треба да се најде решение за глувите и ние глувите треба да се бориме, бидејќи некој работи не се детска игра. Кога се работи за здравие, за пожар, за полиција, начин како да се јавиме, како да повикаме. Тоа не е решено. Нема опција? Нема опција. Не е решено. Тоа е многу голем проблем и мора да се бада решение. Ево, ова не знаев дека навистина како тие луѓе ќе побараат помош ако им е итно потребно. Тоа е проблем навистина голем. Да, навистина е голем проблем. Ајде кажете ни малце позитивно, колку членови број вашето здружение, какви се активности правите? Рековте четврток е денот за дружба и навистина убаво звучи. Колку членови имате, од која до која возраст ви се, како се дружите, какви активности имате? Јас сум горда бидејќи можеби нема да звучи скромно, ама нашето здружение е најдобро здружение на глувелица во Македонија. Навистина е најдобро во која смисла. Ние сите убаво си живееме меѓу себе, се радуваме на нашите средби во четврток. Јас требам и дај нова година и да врни и да грми. Ние се наоѓаме во четврток, се дружиме, си пиеме кафе, си разговараме, се договараме, не е секош идеално, понекош ќе се скараме и разлика на мислење едно друго, меѓутоа ние сме живи луѓе, тоа е животот, не треба животот сега не е рамна линија, така. Има и проблеми, и радости, и таги, и се, меѓутоа сме едни покрај други секогаш. И сме едно живо, активно здружение, јас сум таму секретар веќе 20 години сум секретара во здружението, сум од 98 година како активист. Бројот на глуви членови не можам да го кажам точно, бидејќи тоа жива материја и се менува. Меѓутоа, сигурно има повеќе од 100 члена. Некои од нив се многу активни, се доаѓаат секој четврток, додека други секој има свој начин на живот, така да не се лутиме или не му се мешаме на секој во приватноста. Кој што осеќа потреба да дојде и сака да се дружи со нас, е добре дојде. Ние секој четврток сме во клуб. Некои доаѓаат само кога имаат проблеми, некои доаѓаат секој четврток, некои доаѓаат кога има активности. Меѓутоа, навистина 100, можеби 140 луѓе има во Охридската околија кои што се глуви, регистрирани во здружението. Сега, нашето здружение организира многу активности низ текот на годините. Не знам што све немаме организирано и си го правиме, да речем, животот на еден начин, па и убав. Така и треба, баш ми е драго. Последна активност бевме на планинарење, го искачивме Магаро. Браво. И тоа сите сме, да речем, во некоја така зрела возраст, а некои од нас веќе имат и 70 години, меѓутоа тоа не е пречка. Значи, ние имаме од ептен мала возраст, да речем, најмалото ни е некаде сега забавишна возраст, а најстариот ни е
тетка доста имат 82 во 83 години. Браво. Значи голема разлика во години, меѓутоа тоа не ни е пречка за дружба, за нови години. Еве за планинарење, за на планина, заеднички секоја година одиме на одмор по неколку дена во Албанија и многу си поминуваме, се снаоѓаме. Ние сме многу скромни во поглед на средства, значи само ќе обезбедиме за превоз, па самите си штедиме, па се убедуваме уздружение, ајде сите да оставиме од годишниот одмор по 2-3 дена, па неколку четвртоци одлучуваме каде ќе одиме, па се подготвуваме. Сега повеќе ни дават инспирација младите, тие ќе најдат нешто на интернет, па ќе речат вамо е убаво, ајде ќе резервираме, ќе најдеме, па ќе си направиме некоја финансиска конструкција, кај што сами ќе си го платиме спиењето, па заеднички ќе се храним. Било како, ние си наоѓаме начин како да си ги организираме нашите активности. Од друга страна, треба да се заблагодарам и на локалната самоуправа од Охрид, бидејќи и тие ни помагаат со одредени средства за да може нашето здружение да функционира вака како што е. Ако не ја имаме поддршката од локалната самоуправа, тогаш навистина ќе треба да се снаоѓаме ептен за некои можеби екзистенцијални проблеми, ќе ја платиме струјата или друго, меѓутоа за да функционира едно здружение. Ако скромно, сепак требат средства. Така е. Сега Александар нека каже од Александар, негова да ни кажи. За активностите, Александар, за дружбите во здружението. Здружението на Говина Гови Македонија постои близу 70 години. Многу различни проблеми, активности, помагање еден меѓу друг, многу предизвици со кои што глувите се среќаваат, меѓутоа доаѓаат во нашето здружение кој што е отворено и ги решаваме заеднички. Го подобруваме животот, се бориме за нашите права. Имаме многу убава програма, многу активности. Претходно бевме навистина на планинарска средба на кој што ќе си продолжиме. Сакаме во иднина да организираме еден курс за знаковен јазик, на кој што би се пријавиле кој што сака да го изучи основите на знаковен јазик, би сакале да соработуваме и со некои други здруженија кои што сакат да соработуваат со нас, кои што ќе не научат на нешто од нив, а ние ќе ги научиме на нешто наше, би сакале навистина размена на искуство, нешто што е интересно. Навистина е важна соработката помеѓу здружението и помеѓу луѓето. Имаме ние богата програма во клубот и различно. Значи, повелете во секој четврток сме тука, повелете да видите нашата Колку програма. време треба, Славица, за да се научи знаковен јазик? Сега рече курс и ме интересира и за гледачите. Колку време треба? Еве да го најавиме. Да го Ајде. најавиме, значи навистина во оваа Може да се пријавам. Ќе ни биде задоволство. Најверојатно на есен сакаме да организираме еден курс на кој што ќе се изучат основите на знаковниот јазик. Основите, значи Так. основите како да се комуницира со глув човек. Ние имаме искуство во вакви курсови пред неколку години во соработка со Црвениот крст на град Охрид. Организиравме еден многу интересен курс, бидејќи не е класичен курс ученици и професор, туку напротив, предавачи ќе бидат глувите лица. Значи, од нив, она пластично ќе видите како се изговара тој знак и ќе биде за некои основни појми, основни начини како да се поздравите со глув човек кој ќе се сретнете, да речете добар ден, како сте, или основните зборови за семејство, основната комуникација, како да комуницирате со глув човек и на него може да се пријави секој што сака да научи нешто или ново, да се дружи со глувите луѓе, да се дружи така. со глувите луѓе. Некој можеби па и потреба му има, можеби некој член во семејството или има некој пријател кој што е глув, па ете сака да научи како да се разбере и тоа ќе го спроведеме здравје на есен. И еве отворен повик до сите што сака да го научат знаковниот јазик, може да се обратат кај нас во здружение и ќе направиме една убава дружба, еден забавен начин на кој што може да се научат основите на знаковниот јазик. Многу убава идеја.
Би сакала да ве прашам и за хотелот Дајлан, како новинари имавме прилика да дојдеме таму и да видиме дека сте еден од ретките хотели кој што спроведува на некој начин инклузивен туризам. Тука сите вработени го зборуваат знаковниот јазик, што е навистина на зачеститање. Да, јас сум многу горда на Дајан и горда сум што Дајан е единствениот хотел во Македонија, ете сега поново социјално предпријатие, кој што основна дејност му е туризам за лицата со попреченост. Половина од мојот персонал се лица со попреченост, значи поточно да кажам, се глуви лица. Меѓутоа сите кои што работиме во хотел Дајан го зборуваме знаковниот јазик и знаковниот јазик е наш службен јазик. Тоа е за поздравување. Комуникацијата воопшто не е никаков проблем, бидејќи освен знаковниот јазик и целиот работен процес во Дајан е така прилагоден да глувоста воопшто не се осеќа. Значи, секој си работи својата работна позиција, меѓутоа има и прилагодување на работните места, во поглед на комуникацијата, во поглед како се функционира, порачки, кујна едно друго. Например, во кујната од четворица, тројца во кујна се глуви, собарицата ми е глува, хаусмајсторот ми е глув и јас сметав дека како дојдов како менеджер на хотел Дајлан, како управител во тоа време, дека треба глувите да си го најдат своето место, бидејќи хотел Дајлан е во собственост на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија. А тоа беше време пред 17 години кога многу од глувите од моето здружение беа на некоја работна раскрсница, бидејќи фирмите како Отекс, Лихнида беа пропаднати. Така. Тие беа останати на улица без работа. Тогаш јас реков зошо тие да не бидат вработени во хотел Дајан и си направив свој тим кој што навистина овие 17 години функционира супер. Ние сме хотел за пример. Јас сакав да понудам една поинаква професија на глувите лица. Значи, кој сака да биде готвач, зошто да не биде готвач или да си најдете различни професии, кој во која професија ќе се најде. Сега ние доаѓаме на една друга, да речем, животна раскрсница каде што мојот персонал старе, некој од нив веќе ми замина и во пензија, сега се отвараат работни места на кои што би сакала пак да се пополнат со глуве луѓе или ако не е глув човек, ако немат сега глув кој што не е вработен, некој друг кој што би сакал да дојде во хотел Дајлан и да биде дел од нашиот работен колектив, каде што сме сите исти, без разлика на која работна позиција работите. Ние сме пионери во развојот на инклузивниот туризам во Македонија. Да ве посетам и навистина бе воодушевена. Благодарам. Привршуваме со нашата емисија. За крај сакам да го прашам Александар, која е, да речем, некоја иницијатива која што би сакал итно потребна е да се спроведе во иднина? Како глуволице да ни каже. Што би сакал најскоро да се спроведе, да се промени? Што е она што е потребно? Што е насушна потреба на вас? Глувите потребна е многу комуникација, знаковен јазик, значи преведувачи на знаковен јазик. Ситните работи да ги оставиме настрана, меѓутоа најважен е односот и комуникацијата. Значи за односот со глувите луѓе ве молам малку трпение со нас, малку подолго ќе трае. Напишите ако не можете да се разберете, немој да се лутите и немој да дискриминирате. Да ни дадете, да си дадеме едни на други позитивни работи. Браво, Александар, навистина ме воодушеви. Славица, многу ви благодарам што издвоивте време и ни бевте денес гости. Верувам дека повторно ќе ни дојдете и ќе имаме прилика повторно, а тогаш да зборуваме за уште попозитивно, да се сменат оние препреки и бариери кои што сакате во однос на стажот, подобра комуникација, повеќе толкувачи. Ви благодарам многу на поканата, ни беше чест што сме дел од вашата емисија. Благодарам многу што се сетивте на нас
и ни оставивте простор, вие и вашата телевизија, да зборуваме за нашите предизвици, нашите проблеми, меѓутоа и нашите убави работи. Така, Благодариме уште вакви еднаш. прекрасни гости повторно ќе ве поканиме. Александар, благодариме. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следното издание на Прашалник.